благодарам за вашата покана и на вас како црква ви благодарам за вашето гостопримство и љубовта што имате кон Господа пред се. Сакам да зборувам на една тема која е многу важна, а често пати е занемарена во нашите животи, а таа тема е мрморење или постојано жалење или роптање, каде како ќе ја споменеме. Постојаното жалење или мрморење изгледа како омилено поминато време за мнозина од нас. Се жалиме за времето и како немаме што да облечеме, иако имаме многу алишта. Приговараме за храната која не ги исполнила нашите очекувања. Се жалиме за работното место, колегите, обкружувањето. Се жалиме за земјата во која живееме. Културата, народот, сообраќајот, ништо не чини. Речиси, стана невозможно да си има разговор со пријател во кој ние или он не ќе се пожалат на нешто. Денеска жалењето е општо прифатлива норма. Често пати е охрабрено или поддржано од културата во која живееме и дури стана секојдневен стил на комуникација за мнозина од нас. За повеќето, првиот приговор започнува со појадокот, а за други пак со будилникот наутро. Предпоставувам, сите познаваме некој кој постојано се жали. Некој кој вели, абе ништо не ми оди во животот. Што и да фатам, абе ништо не ми оди во животот. Секогаш кога ќе нарачам нешто, ништо не е како што треба. Оваа личност е постојано несреќна и секогаш има нешто негативно да каже. Борбата да се биде задоволен не е некој нов концепт. Пред неколку илјади години Божиот народ ја војуваа истата борба, но изгледаше многу поинаку. Да не ве изненади, ние не сме првата генерација која се бори или се справува со овој проблем. Во книгата на Броеви имаме историски запис во кој израелците мрморат, се жалат и како Божиот гнев се разгорува кон нив. Жалењето или приговарањето не е нешто што припаѓа на 21. век. Тоа е дел од нашата падната природа, нашата грешна природа која тежне да бидеме незадоволни. Мрморењето како карактерна особина може да донесе многу тешки последици. Во денешниот текст ќе погледнеме како овој грев ќе доведе до една од најголемите трагедии во историјата на Божиот народ во времето на Стариот Завет. И може да се прашуваме каква животна лекција јас и ти можеме да извлечеме од овој текст. Би сакал да ве поканам заедно да прочитаме од книгата на Броеви, 11 глава, од 1 до 9 стих. И кога народот почна да мрмори злобно во Господовите уши, кога Господ го чу тоа, пламна со гнев. Господовиот оган избувна среде нив и изгоре еден крај од логорот. Народот извика кон Мојсеја, а Мојсеј му се помоли на Господа и огно стигна. Тоа место го нарекува Тавера, зашто Господов оган пламна на нив таму. Придојденците среде нив ги опфати лакомство за јадење, а и израелците почнаа да се поплакуваат велејки, кој ќе не насети со месо. Си спомнуваме како јадевме бесплатно во Египет, риби, краставици, дињи, прас, кромиди, лук. Сега нашиот живот вене, нема ништо пред нашите очи, освен мана. Маната беше како корејандрово семе и слична на боја вдели. Народот одеше наоколу и ја собираше, а потоа ја мелеше со рачници или ја толчеше во толчник. Ја вареше во грнче и правеше колачиња од неа. Вкусот ти беше како вкус на колачиња сготвени со масло. Кога веќе росата се спушташе во логорот, со неа се спушташе и маната. Мојсей слушаше како народот се поплакува во своите семејства, секој при влезот на својот шат. Господовиот гнев пламна жестоко и Мојсей се нажали. Зашто го измачуваш твојот слуга? Мојсей му упати слова на Господа. Зашто не добив милост во твоите очи, кога врз мене го стави
теретот на сиот овој народ. Нека Бог го благослови читањето на неговиот збор. До овој момент Израел е верен на Господа. До овој момент они прават се како што е заповедано во законот. И како што доаѓаме до 11-та глава и читаме, доаѓаме до првиот стих кој многу не изненадува. За мене и тебе постојат работи во оваа сторија кои потешко ги разбираме за разлика од првобитниот читател. Од едноставна причина, бидејќи не живееме во тоа време и тоа место. Затоа дополнително истражување би ни помогнало да ја разбереме позадината на овој текст. Прво, израелскиот народ се влогори во околината на планината Синај. Нешто пошто е значаен овој регион е обработливата почва. Ова не е екстремно плоден агрикултурен крај, но сепак може нешто да се посади и нешто и ќе никне. Има понекое дрво, има фертилна почва. Во вакви околности израелскиот народ не би имал никаков проблем да преживе. Но Бог, во својата премудрост, го повика неговиот собствен народ од плодно место да го следат во сува пустина. Сега, израелците, замислите се под отворено небо. Сите работи до сега кои им биле на дофат, повеќе ги немаат. Скоро е невозможно да се најде вода и храна. Единствената достапна храна, како што вели текстот, е маната, која истата ја јадат веќе неколку дена. Самата географија ни кажува приказна, дека израелците почнуваат да го следат Господа во многу потешки околности отколку претходните. Од тешко чекорат на потешко. Од тука согледуваме дека ова ќе биде тешко патување. Пустина во која ќе биде многу неудобно. Огромна горештина, сув воздух, песок и прав во недоглед. Гледајќи со човечки очи да се одржи нација во живот под вакви околности, човечки е невозможно. Па Бог надприродно се погрижува за опстанокот на својот народ. Нешто што сакам да забележиме е дека следењето на Господа не донесе леснотија, удобност, задоволства и се што ќе посакаат. Неговото следење ги воведе од тешки во потешки околности. Писмото изобилува со примери во кои Божиот народ е целосно предаден на Божјата волја, ги следи неговите заповеди, а сепак тоа не ги доведе до леснотија, удобност, задоволства. Наспроти, во многу потешки околности. Јас мислам дека книгата на Броеви се спротивставува на идејата ако го следиме Бога, дека се во животот ќе ни иде лесно како песна. Сега сакам нешто да сватиме. Да се биде посветен на Бога во 11-та глава, значи да се премине од плодна земја и да се оди во пустина. Ова е реалноста со која се соочи Божиот народ на ова патување. И јас мислам дека за мнозина од нас имаме очекувања, ако целосно го предадам мојот живот на Бога, моето здравје ќе процвета. Ќе ја добијам работата која копнеам, позицијата која сакам да ја имам. Ќе имам успешна кариера, куќа и кола од соништата. Но не е така. Послушноста кон Господа често пати води од тешко кон потешко. Не бидете изненадени, браќа и сестри, дека ако целосно го посветиме својот живот на Господа, дека нема да искусиме тешки околности. Но ова е клучно и сакам сите да запомниме, дека Бог е тој кој го запази и го одржа својот народ за време на тешкотиите, исто како што ќе не одржи и нас. Зашто Бог ги повика од плодна земја во пустина? Една од причините е Бог сака да биде единствениот извор на живот и потпора која го одржува својот народ. Кога патуваш низ сува земја или пустина, ти не си сам. Ти патуваш со Бог кој може да те одржи за времето на тој пат.
Тој ќе те одржи во пустината. Тој го одржа својот народ, хранејќи ги со мана, надприродно. Тој ќе не одржи тебе и мене, хранејќи не со неговиот збор. Неговата храна ги има сите хранливи состојки, доволни да ја одржат нашата душа на патот кон ветената земја. Неговиот збор дава живот, бидејќи човекот нема да живее само од леб, туку од секој збор што излага од устата на Бога. Драги браќа и сестри, како израелците, така и ние сме на пат кон ветената земја. Но на тој пат да не дозволиме нашите срца да бидат преполни со приговори за нештата кои Бог ги обезбедува. И начинот на кој не води, туку да изобилува за благодарност за се што Он прави за нас. Ако внимателно ги прочитаме минатите поглавја од оваа книга, тешко е да не се забележи еден стих кој постојано се повторува. Но истиот стих нема да го сретнеме во оваа глава. Станува збор за овој. Броеви, 1 глава, 54 стих. Израелците направија така, како што Господ му нареди на Мојсија. Така направија во се. Во минатите глави го сретнуваме во овој стих и може би се прашуваме што се случило. Зашто овој стих не е опис за Божиот народ во 11 глава? Што е поводот за нивното бунтовништво против Господа? Ќе го прочитам првиот стих. И народот почна да мрмори злобно во Господовите уши. Кога Господ го чу тоа, пламна со гнев. Господов оган избувна среде нив и изгоре еден крај од логорот. Значи, откако Бог ги ослободи од египетското робство, тој им го даде Мојсеевиот закон, каде ги имаа неговите заповеди. Израел не одеше на слепо, туку знаеше каде оди. Со сета сила се упатија кон ветената земја. Но не стигнаа многу далеко. Всушност, после првата кривина, не можеа да го продолжат патувањето и почнаа да се жалат. Кога побараа храна во пустината, Бог буквално како дожд, како роса, испрати мана од небото. Заре маната не беше доволен показател за Божјата грижа и љубов кон своите? Израел имаше се што му беше потребно. Бог им даде насока, Бог им даде заштита и лично се погрижи за нивните физички и духовни потреби. И пак се жалеа на сето тоа како немаат што да јадат. И ние исто така лесно можеме да почнеме да се жалиме за истите работи. За нештото за кои порано сме биле благодарни, денеска можеме да мрмориме. Бог изобилно не благослови. И ако не ги препознаеме добрите работи со кои Бог не дарува, тогаш никогаш нема да бидеме задоволни со тоа што го имаме. Дозволете да бидеме реални за момент. Овие луѓе се во пустина. Овие луѓе се жалат за неопходни работи за нивна екзистенција. Се жалат за храна, дека истата ја јадат секој ден. Мрморат, бидејќи го губат својот апетит. Ако израелците се жалеа за нивните основни животни потреби, тогаш зашто јас и ти се жалиме? Се жалиме дека некој не поздравил денеска и колку многу сме навредени од таа личност. Се жалиме на опремата во црква, како компјутерот е бавен, и колку долго сме чекале ред во банка, како продавачот на пазар, замислете, услужил некој пред нас, некој ни го земал редот. Како во канцеларија немало кафе, крофнички чај. Мурмуриме како црквата организира нешто што мене не ми се допаѓа. Се жалиме за многу работи кои се многу помалку значајни од основните потреби. Зашто јас и ти се жалиме? И Бог испрати оган од небото да ги предупреди за нивното мрморење. И ова мораме да го сватиме, дека нашето мрморење раѓа незадоволство кај Господа. Овој текст не е напишан само за израелците,
туку и за нас денеска да излечеме полка. Ние го имаме истиот вирус во нашите вени. По природа многу често се жалиме. Видете, браќа и сестри, мрморењето е многу посериозна работа од што јас и ти мислиме дека е. За да ја сватиме сериозноста и тежината на овој грев, мораме да погледнеме како Бог гледа на овој грев. Библискиот автор Мојсей на оваа книга можел да напише било што овде. Да речеме, пример, израелците биле водени од неморал и Божиот гнев се разгоре кон нив. Или дека краделе еден од друг и Бог се наљути. Или дека биле идолопоклоници. Ниједна од овие работи, туку мрморењето го потекна Божиот гнев. Дали знаете колку долго израелците чекореа во пустината пред да почнат да мрморат? Колку долго издржаа? 3 дена. После 3 дена почнаа да се жалат. Замислете, 400 години во робство, а само 3 дена во пустина им беа потребни да почнат да се жалат. Јас, размислувајќи за себе си, многу побрзо се жалам отколку они. Многу мало нешто може да не спречи да бидеме неблагодарни. Некој ти кажал нешто и си потиштен во духот. И наоѓаме дека дури и најмала ситница може да не направи незадоволни и да почнеме да мрмориме. Какви карактеристики има мрморењето или како да го препознаеме? Дозволете да споделам неколку. През се жалењето или мрморењето е ирационално, некако е без врска. И што мислам со тоа? Во минатите стихови го забележавме Божиот народ кој се жали за својот несреќен живот во пустината. И можеби се прашуваме зашто се толку несреќни? Што е нивната несреќа? Се одвиваше добро, нема некоја посериозна несреќа. Предпоставувам нивната несреќа мора да се однесува на тешкиот живот во пустината. И нешто многу интересно, ве молам, забележете, тие преминаа од незадоволство со сегашноста во носталгија кон минатото. Добитна комбинација за депресија. Во стиховите 4 и 5 велат, се присетивме колку беше убава храната во Египет. Риба, краставици, тињи, лук, кромит, што и да ти душа посака, се имавме. Но сега немаме ништо освен оваа мана. Во Египет ни беше многу лесно да дојдеме до храна. Ова се старите добри времења. Ох, колку прекрасно ни беше во Египет. Колку прекрасно минато имавме. Слушајќи ги овие зборови, јас верувам дека имаме потешкоти и да им веруваме. И се прашуваме како може да ја имаат оваа слика за минатото. Египет беше место на робство, притисок, немилосрдност, измашчувачка работа, немилосрдни надгледувачи, убици на деца. Тие копнеја, плачеа да бидат избавени од куќата на робството, но сега некако го заборавија тоа. Се што запомнеа од Египет беше храната. Тоа беше минатото, но што со сегашноста? Каков поглед имаа кон сегашноста? Немаме ништо освен оваа мана. Стиховите 7 до 9 ја опишуваат оваа најчудесна храна. Ја имаше во изобилство, велат. Само требаше да ја соберат и јадат, без да се трудат, да се мачат, да ја заработат. На многу начини можеше да се готви. Може да се меле и прави брашно, може да се вари и пече. Храна со прекрасен вкус. За вкусот ни е кажано дека бил како колачиња, како пецило со сладок мед, како пецило печено со масло. Во псалмите се споменува како храна од рајот, нешто најубаво за јадење, храна која ги има сите нутритивни вредности да ги одржи во живот. И ова е многу ирационално жалење. И кулминацијата на неблагодарност, истото се случува со нас кога се жалиме и мрмориме. Гледаме во минатото со розови очила, многу нереалистично.
Старите добри денови не беа ни така близко до добри денови, како што ги опишуваме. И ја гледаме сегашноста со затемните очила. Многу нефер. Некако нереално, некако без врска. Дали сме станали луѓе кои не се во можност да ги бројат денешните благослови? Зарем не можеме да видиме колку Бог не благословил денеска? Мрморењето е нерационално, интересна работа, што можеме да забележиме, кога се жалиме, гледаме назад на добрите работи, а ги забораваме лошите. Жалењето не прави некако да имаме селективна меморија. И кога го читаме 5 стих, и некој рече, се сеќавам на дигните, краставиците, рибата и така натака, зашто никој од нив не стана и рече, а што е со нашите жени и деца кои ги зима и кои ги убива? А што е со камшиците што удираа по нашиот грб? Што е со присилната работа од рани зори до досна во ноќта? Многу добро се сетија на добрите работи од минатото, кои беа само неколку, а ги заборавија тешките страдањата кои беа изобилно. Жалењето е ирационално. Втора карактеристика на жалењето е инфективно и се шири како зараза. Жалењето не е како домино ефект, туку повеќе личи на заразна болест. Кога еден ќе почне да се жали, другиот го прифаќа. Почна со една личност и многу брзо се прошири на целиот израелски народ, како што гледаме во текстот. Само од една личност, гледајки во друга, велејки, ова не чини. Зашто дојдовме овде? Јас би постапил многу поинаку да би бил на тоа место. Ако само јас сум на позиција, ќе биде многу поразлично. Мрморењето е заразно, вирус кој многу често се пренесува. Би ве поканил да го погледнеме второто мрморење во денешниот текст. Тоа се наоѓа во 4 стих од 11 глава на Броеви. Придојдените меѓу нив почнаа да негодуваат, а заедно со нив и синовите израелски седнаа, плачаа и велеа: кој ќе не нахрани со месо? Сега, кои се овие придојденци? Тие се луѓе кои не се израелци, а го напуштаа Египет заедно со Божиот народ за време на Екзодусот. Во Излез 12 глава, 38 стих, читаме дека многу други луѓе искочија од Египет и им се придружија на израелците. Овие придојденци изгледа никогаш не ги прифатиле вредностите кои Божиот народ ги имаше. Никогаш не ја разбрале посветеноста која Бог ја бара. Иако биле заедно со Божиот народ, никогаш не биле Божи народ. Така да мрморењето започна од нив и се прошири низ целиот камп. И потоа го гледаме и Мојсей се жали. Подосна во 12 глава Аарон и Меријем се жалат. За подосна во 13 глава ги гледаме Божите луѓе како не сакаат да веруваат на извештајот од согледувачите за ветената земја. За на крај во 14 глава да започне финалното катастрофално бунтовништво. Замислете, се започна само со жалење на една личност. Ова не чини. Жалењето беше како мала, незначителна работа, но многу брзо како инфекција се прошири. Како оган кој брзо се шири, ја зафаќа целата шума. Од това можеме да сватиме дека треба да бидеме внимателни со кого го поминуваме своето време. Да избегнуваме луѓе кои хронично, постојано се жалат или мрморат. Другорувањето со нив нема да ни биде од полза и секогаш ќе не влечат надоле и ќе го пренесат тој вирус на нас. И ние ќе почнеме да се жалиме. Затоа да внимаваме со какви луѓе го поминуваме своето време. Исто така да внимаваме и ние да не станеме непожелни поради нашето мрморење. Да не дозволиме нашата горчина да стане туѓа горчина. Дух на мрморење може да уништи цела работна
атмосфера. Може да раздели цел тим. Само еден е доволно да почне да стане негативен и критикува и сето тоа ќе се прошири на другите. Ова може да уништи цела фамилија, да растори црква. Постојат многу небиблиски причини поради кои цркви се растураат. Читав за сторија во која црквата се поделува поради бојата на тепихот. Почнува само со една незадоволна личност и тоа незадоволство се прелеа на заедницата. Ова е многу лесен начин преку кој нашиот непријател сатаната работи на наша штета. Ваквиот начин на мрморење го предизвика Божиот гнев кон народот. За мнозина ова може би е мала работа, но секогаш кога постои, последиците се неминовни. Може би нема да пројдеме 40 години во пустината, како израелците, но нашето мрморење никогаш не е без последици. Кога апостолот Павле напиша писмо до раната црква, тој ги потсети ова со следните зборови. И да не го искушуваме Христос, како што некој од нив го искушува и загинаа змија. Не мрморете, како што некој од нив замрмореа па загинаа од истребителот. Сето тоа ним им се случуваше да служат како пример, а беше запишано нам за опомена. И текстот продолжува. Ова беше 1 Коринтијаните, 10 глава, од 9 до 11 стих. Дозволете да прочитам од Филипјаните, 2 глава, 14 и 15. Правете себе смрморење и двоумење, за да бидете прави и чисти, непорочни чеда Божи, среде изопачено и развратно поколение, во кои светите како светила во светот. Вака, мрморењето живее во срце, во кое благодарноста е отсутна. Верувам, сите познаваме по една личност која постојано бара грешки во секого. Ја познавам мнозина, а честопати една од нив сум и јас. Уморен сум, браќи и сестри, барајки грешки сегде околу мене и се прашувам како можем да бидам среќна личност наспроти сето ова незадоволство. Дозволете да прочитам од 1 Солуњаните 5, 16 до 18. Радувајте се секогаш, молете се постојано, благодарете за се, зашто таква е волјата Божија во Христос Исус спрема вас. Апостолот Павле не вели благодарете само за добрите работи, туку за се, а тоа ги вклучува и лошите. Тогаш, кој е лекот за мрморење? Постои само еден збор, а тоа е благодарноста. Кога бевме во Филипини со мојата сопруга, требаше да подсетиме незини пријатели, семејство кои има 10 деца, замислете. И нигде не се оди со празни раце. Сопругата ми рече, мораме да купиме нешто за децата. Мораме да купиме нешто, ама се 10 деца. Влеговме во маркет и сопругата купи леп на парчиња. Ама како ќе им однесеме леп? Тоа е срамота, реков јас. Не, леп одговори и ќе видиш. Океј, стигнавме кај пријателите и го разделивме лебот на децата. Абе, немам видено поголема среќа во животот. Замислете. Буквално скока од радост и негушка. Овие деца не беа страдни. Туку имаа нешто многу повеќе од што јас имам. Имаа благодарност. И во буквална смисла на зборот, ова не е сиромашно семејство, ова беа богати луѓе. Од овие деца сватив дека радоста е дар за благодарно срце. Жалењето води кон желба за повеќе и повеќе, а благодарноста донесува радост. Што е проблемот со нашите деца или младите? Не знам дали вие го имате овој проблем тука. Кај нас најголемиот проблем може да биде што го немаат најновиот iPhone, или PlayStation, или скапи патеки. Нашиот најголем проблем, драги браќа и сестри, е отсуство на благодарност во нашите срца. Кога постојано се жалиме, забораваме дека Бог може било која ситуација, било кои околности да ги направи на благослов за својот народ.
Кога мрмориме, заборавиме дека сите работи содействуваат за доброто на оние кои го љубат Бога, кои се повикани по неговата намера. Римјаните 8:28. Зарем ова не е доволно да му благодариме на Бога за истите работи за кои се жалиме? Наместо да проаѓаме време во поплаки, зашто истото да не го искористиме, да му благодариме на Бога за се што направил за нас? Амин. Нека Бог ве благослови.